Благодарам, почитувана заменик председател на комисијата, почитувани граѓани, почитувани колеги, представници на Министерството за финансии. Колешке Лазаревска, јас секогаш имам почит и према вашата возраст и према тоа што сме колеги и навистина не очекував да започнете реплика дека јас зборувам паушални информации, а уште помалку очекував да излезете со став со кој што еве овие паушални неточни информации ги зборува опозицијата, на опозицијата тоа и личи, ама сега јас вас ќе ви кажам, почитувани граѓани, како се вистинските бројки. Јас за овој ваш став, надменост, ароганција нема да зборувам. Доволно е што одиме во живо и што граѓаните тоа ќе го видат и ќе знаат со кого си имаат работа во собранието. Само ќе ве потсетам дека за разлика од вас, кој што сте наставник во средно училиште, јас директно сум учествувал во создавање и креирање на 4 државни буџети од владата и точно знам како се прави буџет и точно знам каде да ги барам недоследностите во истиот. Така што навистина не очекував да добијам лични навреди и квалификации. Треба да сватите вие дека пратеник, представник на народот, критикува или фали политики, а не личностите кои што ги кажуваат информациите. Кога сме ке информациите, колешке Лазаревска, не една информација која што јас ја кажав не е лажна, не е невистинска, и ниту една информација која што јас ја кажав не е бројка која што јас сум ја превзел, туку е бројка на Светска банка или на владата на Република Македонија. И ако вие мислите дека ако имало лажни бројки, прв ке станеше и ќе ги демистифицираше, како што вие се обидовте, министерот за финансии, кој што во последниве 20 години, 16 години е министер. И точно знае што зборувам и затоа кажа дека со повеќето работи се согласува, единствено имаше проблем со 2-3 бројки кои што се пролетни или есенски извештаја Светска банка. Значи, верувате дека немаше вас да ве остават, да кажувате што е точно, што не е точно. Самиот министер, креатор на буџетот, ќе ги кажеше бројките дали се вистински, а ќе ве потсетам и вас, доколку не бевте во утринската сесија, дека тој генерално се согласуваше со тезите и бројките. Ама нека ви служи на чест. Овој театар на лево ќоше, во кој што ние ќе ви кажеме дека убаво живеете и ние ќе ви кажеме што треба вие македонски народе да слушнете, доживеа крах на отворена сцена на изборите кои што завршија пред 2 години. Убедувањето на граѓаните дека живеат солидно, дека нема сиромаштија, дека тоа е само во главата на опозицијата, ви доживеа изборен дебакал и гледам дека од тоа паметот не и доаѓа на актуелната влада, да почне да се бавите со решавање на вистинските економски проблеми. Вие се решавате со игра на зборови преку статистика, убедувајќи ги граѓаните дека црното е бело, а белото е црно. Да почнеме со ред, одам по вашиот говор. Зборувавте за Министерството за одбрана, потрошивте некои 6-7 минути. Не знам кој дел не ви беше јасен, пак ќе ги почитам бројките во интерес на јавноста. Тоа е дека администрација имала 688 милиони 990 илјади заплати, сега има 965 милиони, односно качување на 40%. Дали е тоа покажување на плати, на унапредувања, на нови вработувања, тоа граѓаните не ги интересира. Она што ги интересира граѓаните е тоа што од нивните даноци за 40% повеќе одат на администрација во тоа и тоа министерство и конкретниот случај за одбрана. Интеграцијата за НАТО, изголемувањето на ставката за НАТО интеграција за 91%, јас ја поздравив и ја поддржав и кажав дека имала слух госпожа Шекеринска, затоа што истата ја критикував. И јас сум доследен секогаш. Ако нешто го критикувам на буџет и ребаланс и потоа добиете двојно зголемување на истото, јас истото го поздравувам. Истовремено, кога зборувавте за НАТО, бидејќи денеска е НАТО ден, јас
преку бројки ви кажав дека мировните и хуманитарни мисии на Република Македонија во НАТО од ставка 447 милиони се намалени на 342 милиони. И тука се расчистиме, ве молам, немојте да доведувате во заблуда целокупната македонска јавност, барем онаа која што се уште следи собрание. Потоа, видите дека јас не зборував за младинските политики, ама на било кој родител и на било кој млад човек од 18 до 25 години да му кажете дека младите се вработени, дека младите го имаат заслуженото место во ова општество, а при тоа, како влада, да сте неми и глуви на истражувањата во кои што 92% од младите студенти сака да се иселат од државата, треба да имате сериозен проблем, испањате тоа да го зборувате или да сте во паника. Од двете, едно, нема трето. Или имате сериозен проблем од со тоа што 92% си селуваат, имате некоја паника што убедувате дека тоа не е така. Нема сиромаштија, читате бројки. Добро, јавноста ќе суди дали живееме богато или живееме сиромашно, одиме напред, мерките на владата давале веднаш резултати. Прво кажавте веднаш резултати, а потоа кажавте добри резултати. Тоа подсвесно значи дека и самите себе си на владата не и верувате. И погодете што господи Лазареска, и не треба да и верувате. Јас знам дека не и верувате на владата. Јас знам дека мислите дека се неинвентивни, јас знам дека мислите дека се неработници, дека се некреативни, дека не ги бива. И јас знам дека вие мора тука да бидете апологет на владата. Но подсвеста ви издава и нему да ги подценувате граѓаните, тие многу подобро ги ловат вашите и гестикулации, и тоналитет, и подсвест од било кој пратеник овдека помеѓу нас. Затоа ми е драго што ова оди во живо и граѓаните можат да ја видат вистината. Велите вака, имаме 15,9% невработеност, што е највисока во регионот е. Се бориме само со Косово, тука сме за прво, почесно последно место во регионот, затоа што некој ви ја оставил државата со 23% невработеност. Господи Лазареска, одлично што почнавте и оваа теза. Тие кои што ја оставиле државата со 23% невработеност, претходно ја земале со 38% невработеност. Тие што оставиле со 38% невработеност, претходно ја земале со 42% невработеност, а суштината и изворот на невработеноста е на криминалната приватизација која што вашата политичка партија ја направи во 90-тите години и не знам зошто упорно одите на клизав терен кој што не ви одговара ниту вас, ниту на вашата политичка опција. Зборувавте за ефтина струја. Ефтина струја добро да има и добро е граѓаните, тоа особено е за повозрастните кои се повеќе време поминуваат во денот во своите домови да имаат ефтина струја и јас тоа го поздравувам да има ефтина струја, бидејќи не сте способни да обезбедите повисоки пензии за истите тие граѓани. Но, колешке Лазареска, ефтина струја не значи гол популизам на власта и струја која што ја плаќаме сите. Ќе ви кажам зошто. Тоа го зборував и вчера, ама вие не бевте. Разликата околу струјата помеѓу вас и претходната со сите мани кои што ги имала е следната. Сегашниот лидер на опозицијата претходно беше директор во ЕСМ. Во ЕСМ имаше 25 милиона суфицит. Тоа значи дека кога се ќе платите, остануваат 25 милиона евра на предпријатието. Бидејќи тоа предпријатие во државна собственост, владата преку финансии тие 25 милиона обично му ги зема во државниот буџет и онаму каде што чкрипи, каде што треба помош за земјоделие, дали слана фатило, дали пожари, ги враќа и ги дава и помага. Разликата е следна. Тогаш сме имале 25 милиона суфицит, сега тие пари се изедени и имаме нови 15 милиона дефицит. Што значи дека ваша ефтина струја, која што јас ја поздравувам, ако е навистина како што треба, не треба да генерира 50 милиони евра загуби. Бидејќи недомакински се работи. Бидејќи морате да излезете одека 2 минути нешто да кажете, ама тие 2 минути, ако ги отвориме, е онадвор мазно, а внатре празно. Така што бидете внимателна какви изјави давате. Во поглед на енергетиката,
тие што ве брефираат, прашајте ги, дали е вистина дека поради тоа што оваа влада е неработничка и криминална, поради тоа што наместо одговорен премиер да се бави 3 месеци со енергетиката и со импликациите кои што ќе ги донесе таа енергетина, тој се бави со локални избори во општините, џобити нема таму градоначалници кои што имаат програма и не знаат сами да си ја образложат таа програма. Прашајте дали е вистина дека до следниот април од овие граѓани, од овие даночни обврзници на кои што им се обраќате и ги убедувате дека живеат убаво, а не во сиромаштија, треба дополнителни 350 милиони евра да вбризгаме за да се покриеме. Затоа што, господјо Лазареска, кога зборувате определени работи, треба да ги знаете тие работи. Моменталната цена на производство е 36 евра. Односно е 51 евро. Ја продаваме на Евана за 36 и тоа е малце и реко не ви работи и купуваме цена некогаш и по 90 и по 100, а пред 2 недели беше 400 на Европската енергетска мрежа. Така што ако не ги познавате работите, не мора за се да кажете ваше мислење. Идеме понатаму вашиот говор. Радиодифузна такса, точно е, не плаќаме. И тоа би било добро. И јас го поздравувам доколку секој еден од нас се ослободи со барем 3 евра месечно. Но тоа не е добро ако на МТВ му направиме огромни загуби. Тие пари пак некој ги плаќа и тие пари повторно се плаќаа со даноците од ДДВ и од други такси кои што ги плаќаме јас, вие и секој еден граѓанин. Затоа не случајно го кршиме Уставот, тоа го разговарав преска и со министерот, еве да ви објаснам и вас. Парите кои што треба да ги префрлиме, кои што ја заменуваат таа радиодифузна такса, не се пари од небо паднати. Тие се пари од буџетот на државата, од граѓаните. Повторно им ги префрламе тие пари со тоа што пола им ги кратиме. Сега разликата е, за тоа не можеме фудбал да гледаме Македонија кога игра, гледаме на српски канали, за тоа не можеме да гледаме Европско првенство, за тоа не можеме да гледаме културен настан, затоа што целосно МТВ е зависна од владата. И вас не ви беше, колешки Лазареска, проблемот 180 денари на граѓаните. Вас и на Луи му беше проблемот целосно да ја контролира МРТВ, преку тоа што секој денар ќе зависи од негов подпис. И ако тоа не е господј Лазареска, навистина имате сериозен проблем. Понатаму, зборувавте за минимална плата. Господј Лазареска, вие патувате од Охрид. Така ли е? 70 литра гориво во вашиот резервар на вашето возило е 5000 денари. Така ли е? Не ли е така? Кажете им на граѓаните дека треба да ве воспеваат и хвалоспеваат вас од СДСМ, дека сте направиле да работат за 3 резервари гориво и дека тоа во Собраниево без срам го кажувате како историски успех. Парите како сума, како бројка се едно. Бројката на средства е едно, куповната моќ е друго. А ние политичарите не со за гол популизам треба да се бориме за парите да имаат реална вредност. Ако може, председател Маце Потивко, знам дека, ама контра реплика е, колешки. Многу неболози беа кажани. Сега вака. Кажавте дека не ги читаме податоците. Ева Светска банка, ќе зборам полека, да се запишете. Кажете ми БДП, основното во Македонија и во регионот. Ве молам, земете реплика и кажете ми ги странските инвестиции во Македонија и во регионот. Ве молам, земете контра реплика и кажете ми индустрија и индустријско производство во Македонија и во регионот. Кажете ми просечна плата во Македонија и во регионот. Значи, ве молам, станете и тие бројки кажете ми ги, за самите бројки извинат, бидејќи вие ќе немате доблест да го направите тоа. И на крај, околу корупцијата, што да ви кажам повеќе, не сме биле корумпирани. Јас да ви кажам право, баш си ја запишав државата, значи Палау и Брунеј се помалку корумпирани држави од Македонија, така што генерално, нека суди јавноста, бидејќи ние овдека зборуваме, јавноста суди, еднаш ви пресуди, пак ќе ви пресуди со овој памет. Благодарам.